Добар ден, почитувани. Вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин овој пат не господинот Фатмир Бесими, министер за економија на Република Македонија. Министре, веќе станува известно дека во 2009 година, кон крајот на годината, светот се извлекува од светската економска криза. За 2010 година се планира опоравување. Каде е Македонија во целиот овој процес? Какви се предвидувањата за оваа земја? Што се однесува до глобалната економска криза и нашата економија визави, можеме да констатираме само дека 2009 година беше прилично година на предизвици. Како да се справиме со ефектите од глобалната економска криза и врз нашата економија. 2010 година, значи тековната година, според тоа што се случува во развиените економии и најавите од некои оптимистички сценарија, се дека годинава ќе биде година на опоравување, но не е така едноставна. Значи, нема да биде година на подем, дека работите наеднаш ќе цветат, ќе се решат сите проблеми, туку трендот, значи, се менува. Најавите се дека опаѓачките трендови сега земат друг предзнак, значи позитивен предзнак, но динамиката на интензитетот ќе зависи од земја во земја, зависно од структурата на тие земји. А како ќе биде дали, ќе биде споредба со 2008 година, 2010 година, секако и во рамките на проекциите, во самите проекции не е далеко од тоа што беше 2008, кога имавме остварено 5% пораст, реален пораст на бруто домашниот производ, а сега проекциите за наредната година се некаде 2% пораст на бруто домашниот производ. Дали се планираат нови антикризни мерки во случај да задоцне опоравувањето? И во текот на оваа година ќе имаме пакет на антикризни мерки, но морам да кажам дека тоа не може однапред да создадеме некои очекувања дека со тие мерки ќе се решават сите проблеми, дека ќе имат доволно средства од буџетот што ќе се дадат на компаниите. Нашиот пристап постанува на тоа со пазарни мерки и подобрување деловната клима и системски решенија од аспект на ненарушување на пазарните принципи, дека ќе се обидеме да помогнеме во економијата, во реалниот сектор, а веќе некои од мерките што ги предприемавме почнаа да дават ефекти. Самиот факт дека во регионот сме една од земјите со најнизок пад на бруто домашниот производ во текот на 2009 година покажува дека голем дел од мерките дадоа ефект да се амортизираат, значи, овие негативни импликации од глобалната економска криза. Неодамна Македонија потпиша договор за билатерална економска соработка со Косово. Дали тоа негативно се одразува на односите со Србија? Во однос на билатералната соработка со Косово, јас можам да кажам дека тоа беше само еден чекор понатаму, после официјално воспоставање на дипломатската односа помеѓу Македонија и Косово, само потврда на традиционалните добри сегашни соработки од областа на економијата и пошироко, но сега в контекст на договорот за економска соработка една основна, една рамка за да се прошири таа соработка, која во последните децении било исклучително важна. Косово е значаен економски партнер за Република Македонија и за развој на нашиот бизнис и за трговија и пошироко и за инвестиции во иднина. Во однос на соработката со Србија, можам да кажам дека немало влијание од аспект на економската соработка, а и се гледа дека и од аспект на политичката соработка пошироко апсолутно немаше некое негативно влијание. Битно е да има волја да се разрешат и да се гледа напред кон перспективата за регионот секако, што е битно и како регионот ако се гледа како дел од идната Европска унија. Македонија од годинава го превзема претседателството со Европската енергетска заедница. Приоритет, како што наведовте, ќе биде изготвувањето на енергетска стратегија. А докаде е со изготвувањето на оваа стратегија за Република Македонија? Стратегијата е во финална фаза, како што рековте, главната поента на стратегијата е да се направи
стратегија што ќе возможи до 2030 година да се создадат основи за стабилен енергетски систем кој ќе биде дел на ова европскиот пазар во иднина, и добра интерконекција со сите соседни земји и земји од регионот, во иднина и Европска унија. Тука е значено ова година што ние од текот на цела година ќе преседаваме, значи таму сме поставиле неколку приоритети, меѓу кои создавање на енергетскиот пазар, на функционален енергетски пазар на рамките на енергетската заедница, интерконекциите, либерализација на тамошна пазарот, промоција на енергетската ефикасност и обновливите извори за енергија. А исто еден од предизвиците во рамките на нашиот мандат на председавање на енергетската заедница е и зачленувањето на Украина и Молдова во енергетската заедница на Југоисточна Европа, имајќи предвид значењето на Украина генерално гледано од аспект на енергетиката и геополитиката, така да ќе биде интересна година, значајна за Република Македонија да покаже капацитет на лидерство во регионот во областа на енергетиката. Министре, на Балканот во овој период се планира изградба на два главни гасоводи. Првиот е Набуко, а вториот е Јужниот тек од Русија. Сепак се чини дека само Јужниот тек од Русија ја допира македонската граница со Грција. Зошто ниту еден од овие два гасоводи не поминуваат низ земјава? Дали е тоа поред некои геостратешки пречки? Ние се базира на повише студии, повише анализи од аспект на гасификацијата. И ние имаме се работи ке нас, значи, стратегија за гасификација на Република Македонија. Таа студија се гледа да биде вклопена и во рамките на овие регионални проекти. Република Македонија по овие, значи, според овие проекти има можност за вклучување во 5-6 вака преносни транзитни точки. И Македонија може да биде еден добар хаб поради стратешката положба во централно во Балканот, геостратешката позиција дава можност да Македонија играе една важна улога во овој сегмент, кога ќе се изгради гасификација во Република Македонија, да ги имаме потребните извори за природен газ. Докаде се тендерите за Чебрин и Галиште? Според последните информации, 3 компании имаат пројавено интерес за изградба на овие објекти. Тендерот е во тек, значи во втора фаза сме. Во предквалификација се 3 сериозни компании, енергетски компании од развиени земји на Европска унија. Ние сега овие денови веќе озваничивме и вклучување на IFC, значи Меѓународната финансиска корпорација, дел од Светската банка, групацијата на Светска банка, како главен консултант за финансиски, технички и правни аспекти за тендер. И со ова зголемуваме и кредибилитетот на самиот проект, а сам по себе тој е комплексен, затоа што предвидува изградба на над 500 мегавати инсталирана мощност и над 600 гигават часа годишно производство, што е скоро 10% од сегашната потреби што се обезбедуваат, значи, за регулираниот пазар, домашното производство. И од тој аспект, значи, станува збор за сериозна инвестиција која земена во предвид би била една од најголемите до сега реализирани во Република Македонија, земајќи предвид трансакциите и најголемите приватизации што се до сега направени во Република Македонија, односно најголемите инвестиции. Така да, од тој аспект со вклучување на EFSI зголемени се шансите за успешна реализација на овој проект во текот на 2010 година, а изградбата секако би требало да почне доколку ова се заврши успешно во текот на 2010 година, во рок од една година би требало да почнат и со градба на овој голем енергетски капацитет во Република Македонија. Министре, ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Тоа беше се за ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа, повторна средба за 7 дена.